Цивил медија. Всушност, тоа што имавме повеќе од 10 месеци застој во работата на Државната комисија за спречување на корупцијата, односно немавме комисија, работеше само секретаријатот на оваа институција, може да се каже дека невладините организации и медиумите се тие кои беа на некој начин стражари или совеста на општеството. Ова е една од малкуте причини да се биде оптимист деновиве, односно законот за спречување на корупцијата и изборот, начинот на избирање на Државната комисија за спречување на корупцијата и овој состав на кој треба да му честитаме конечно на изборот, би требало да оди заедно со една сериозна, силна порака, а тоа е дека државата не смее да троши, да штеди на ресурси, да штеди на тоа да се бори против корупцијата. Тоа значи дека секретаријатот мора да биде зајакнат со персонал. Оваа комисија треба да добие посериозна, поголема гаранција за независност, што во моментов самиот закон можеби не до крај ја овозможува. Тоа би требало да се има предвид во наредниот период. Се разбира, добро ќе биде да видиме како овој состав на ДКСК и секретаријатот ќе се прават со предизвиците во предизборниот период. Очигледно е дека има голема волја, очигледно е дека има одредени ресурси, искусни, храбри луѓе во секретаријатот, меѓутоа важно е медиумите и невладините организации да работат заедно со ДКСК овој изборен процес да го истераме како што треба. Ние имаме низа предлози и досега сме биле во добра комуникација со секретаријатот, сега од денеска па натаму и со составот на комисијата. Имаме планови за тоа како ние можеме да комуницираме буквално на секојдневна основа, за да можеме да излеземе како контратежа на коруптивните политики и практики на политичките партии, би рекол без исклучок, во изборните процеси. Тоа што е многу важно сега е сите да бидеме многу будни, затоа што има многу начини да се изневери довербата на граѓанките и граѓаните и гласачите воопшто во овој изборен, односно предизборен период. Цивил медија.